Dobar den, dragi učenici. Ja sam Klementina Mihajlović, nastavnik po matematika pri Osnovno učilište Koča Racin Kumanovo. Danas ќе работиме за споредување на размери. Размерот го користиме за споредба на една величина со друга. Таа споредба уште ја нарекуваме сооднос. Сега ќе разгледаме неколку решени примери. Пример 1. Запиши ги следниве размери во нивна најпроста форма. Под А 15 спрема 25, под Б 56 спрема 48, под В 36 спрема 45 спрема 27 и под Г 150 спрема 240 спрема 570. За да можеме да упростиме еден размер, првин треба да најдеме најголем заеднички делител на членовите од кои е составен размерот. Потоа, секој од членовите го делиме со најголемиот заеднички делител. Најголем заеднички делител за 15 и 25 е 5. Па 15 спрема 25, ако сакаме да го упростиме, ќе добиеме 15 поделено со 5 спрема 25 поделено со 5, или тоа е 3 спрема 5. Под Б имаме 56 спрема 48, најголем заеднички делител на овие два броја е 8, па ќе добиеме 56 поделено со 8 спрема 48 делено со 8, или тоа е 7 спрема 6. Под В имаме 36 спрема 45 спрема 27, најголем заеднички делител на овие три броја е 9, па ќе добиеме 36 поделено со 9 спрема 45 делено со 9 спрема 27 поделено со 9, или тоа е 4 спрема 5 спрема 3. И под Г имаме 150 спрема 240 спрема 570, најголем заеднички делител на овие три броја е 30, па ќе добиеме 150 поделено со 30 спрема 240 делено со 30 спрема 570 делено со 30, или тоа е 5 спрема 8 спрема 19. Пример 2. Упрости ги следниве примери и решенијата запиши ги во најпроста форма. Под А 400 грами спрема 1,2 килограми, под Б 25 мм спрема 4 см и под В 600 мл спрема 2,4 литри. Кога во дадениот размер имаме членови во кои е присутна мерна единица, потребно е членовите од размерот да се представени во иста мерна единица. Под А имаме 400 грами спрема 1,2 килограми, килограми ќе претворам во грами, па ќе добиеме 400 грами спрема 1200 грами. Овој сооднос можеме да го запишеме во вид на дропка, или тоа е 400 врз 1200. Доколку сакаме оваа дропка да ја скратиме, делиме со најголем заеднички делител на овие два броја, па ќе добиеме 400 поделено со 400 врз 1200 поделено со 400, или тоа е 1/3, што е еднакво со 1 спрема 3. Под Б имаме 25 мм спрема 4 см, тоа е еднакво со 25 мм спрема 40 мм, или ова е представено во вид на дропка е 25 врз 40. Дропката 25 врз 40 можеме да ја скратиме со 5, па ќе добиеме 25 поделено со 5 врз 40 поделено со 5, што е еднакво на 5 осмини, а тоа е еднакво на 5 спрема 8. И под В имаме 600 мл спрема 2,4 литри, тоа е еднакво на 600 мл спрема 2400 мл. Овој сооднос, запишан во вид на дропка, е 600 врз 2400. Оваа дропка можеме да ја скратиме со 600, па ќе добиеме 600 поделено со 600 врз 2400 поделено со 600. Тоа е еднакво на 1/4, а тоа е еднакво на 1 спрема 4. Пример 3. Подели 500 денари во сооднос 3 спрема 7. Ако ги собереме членовите од соодносот 3 плюс 7, ќе добиеме дека 500 денари треба да поделиме на 10 мали делови. 500 делено на 10 е 50 денари, а 50 денари е 1 дел. 3 дела ќе бидат 3 по 50 еднакво на 150 денари, и 7 дела ќе бидат 7 по 50 еднакво на 350 денари. Па 500 поделено во сооднос 3 спрема 7 е 150 денари и 350 денари. Пример 4.
Аглите во еден триаголник се во сооднос 3:7:10. Покажи дека триаголникот е правоаголен. Ако аглите на триаголникот ги обележиме со алфа, бета и гама, тогаш знаеме дека алфа плюс бета плюс гама е еднакво на 180 степени. Ако ги собереме членовите од размерот 3 плюс 7 плюс 10, тоа е еднакво на 20 мали делови. 180 степени, кога ќе поделиме на 20 мали делови, ќе добиеме дека 9 степени е еден дел. 3 дела ќе бидат 3 по 9 степени еднакво на 27 степени. 7 дела е 7 по 9 степени, или тоа е 63 степени. И 10 дела се 10 по 9 степени еднакво на 90 степени. Овој триаголник има агли 27 степени, 63 степени и 90 степени. Бидејќи еден од трите агли е 90 степени, доаѓаме до заклучок дека овој триаголник е правоаголен. Пример 5. Соодносот на возрастни лица и деца во театарот е 2:5. Колкав дел се возрастни лица, запиши како дробка, и под Б, колкав е вкупниот број на луѓе во театарот, ако има 60 возрастни лица во театарот. Првин ги собираме размерите за да го добиеме вкупниот број на делчиња. Па имаме 2 плюс 5 е еднакво на 7, што значи дека 2 дела од вкупно 7 дела се возрастни лица. Или 2/7 од вкупниот број на луѓе во театарот се возрастни лица. Под Б треба да одговориме на прашањето колкав е вкупниот број на луѓе во театарот ако има 60 возрастни лица во театарот. Од соодносот возрастни спрема деца е еднакво на 2:5, гледаме дека 2 дела е еднакво со 60 возрастни лица. Еден дел ќе биде 60 поделено со 2, односно 30 возрастни лица. 5 дела ќе бидат 5 по 30 е еднакво на 150, сега ќе бидат деца. И 60 возрастни лица плюс 150 деца е еднакво на 210 луѓе. Постојат 3 начини за споредување на размери. Првиот начин е да ги упростиме размерите до нивната нескратлива форма и така ќе провериме дали тие се еквивалентни. Вториот начин е да ги претвориме размерите во единични размери. И третиот начин е да ги претвориме размерите во проценти. Сега ќе разгледаме по еден решен пример за секој од овие начини. Еквивалентни размери. Ако размерите се еднакви кога се сведени во нивна најпроста форма, тогаш тие се еквивалентни размери. Пример, упрости ги размерите 35:56 и 60:96 и провери дали тие се еквивалентни. 35:56 можеме да го скратиме со 7, па ќе добиеме 35 поделено со 7 спрема 56 поделено со 7, или тоа е 5:8. Размерот 60:96 можеме да го скратиме со 12, па ќе добиеме 60 поделено со 12 спрема 96 делено со 12, или тоа е 5:8. Двата размери се еквивалентни, бидејќи се еднакви на 5:8. Единични размери. Единичен размер е размер во форма 1:n или n:1. Кај единични размери, честопати вредноста на n не е цел број. Пример, училиште А има 565 ученици и 27 наставници. Училиште Б има 840 ученици и 37 наставници. Кое училиште има помал сооднос ученик наспрема наставник? Соодносот ученик наспрема наставник во училиштето А е 565:27. Овој размер е во негова најпроста форма, бидејќи броевите 565 и 27 немаат заеднички делители. Соодносот ученик наспрема наставник во училиштето Б е 840:37. И овој размер е во негова најпроста форма, бидејќи броевите 840 и 37 немаат заеднички делители. Овие размери не се еквивалентни, бидејќи нивните најпрости форми се различни. Во овој пример, потребно е размерите да ги представиме во единична форма. Училиште А има сооднос 565:27. Овие два броја можеме да ги поделиме со 27, па ќе добиеме 565 врз 27 спрема 27 врз 27.
Децималниот број што ќе го добиеме го заокружуваме на едно децимално место, па ќе добиеме 20,9 спрема 1, односно 20,9 ученици по наставник. Во училиште Б соодносот е 840 спрема 37. 840 ќе го поделиме со 37 и 37 ќе го поделиме со 37. Па добиваме 840 врз 37 спрема 37 врз 37. Децималниот број повторно го заокружуваме на едно децимално место и ќе добиеме 22,7 спрема 1, или тоа е 22,7 ученици по наставник. Примена на проценти. За да извршиме споредување на размери, некогаш е потребно да ги претвориме размерите во проценти. Ова е корисно кога треба да ја одредиме едната величина како процент од другата. За да го примениме овој начин, првин величините ги запишуваме како дропки. Потоа дропката ја претвораме во децимален број и на крај децималниот број го претвораме во процент. Пример, Денис измешал 28 кг земја со 7 кг ѓубриво. Горан измешал 63 кг земја со 17 кг ѓубриво. Пресметај го процентот на ѓубриво во секоја од смесите. Кој има поголем процент на ѓубриво? Смесата на Денис има 7 кг ѓубриво од вкупно 35 кг. Тоа е 7 врз 35 запишено како дропка. Дропката 7 врз 35, ако сакаме да ја запишеме во децимален број, треба 7 да го поделиме со 35, или тоа е 0,2. 0,2 представено во проценти е 20%. Смесата на Горан има 17 кг ѓубриво од вкупно 80 кг. Тоа е 17 врз 80 како дропка. 17 врз 80 представено во децимален број е 0,2125 и овој децимален број представен во проценти е 21,25%. Од тука доаѓаме до заклучок дека смесата на Горан има поголем процент на ѓубриво. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешно учење.